Добар ден во пладневните вести на Канал Плюс. Почнуваме со кратка најава. Формирана е управа за електронско здравство во рамки на Министерството за здравство. Интегрираниот информатички систем Мој термин со нови функции и модули. Општина Кочани распиша оглас за организатор за Кочанскиот панаѓур. Јавното надавање е на 6 октомври, а почетната цена 650.000 денари. Денес се празнуваат светите маченички Вера, Надеж и Љубов и нивната мајка Софија, светици кои се многу почитувани кај народот. Формирана е управа за електронско здравство како посебен орган во состав на Министерството за здравство. Управата за електронско здравство ќе има повеќе надлежности, а меѓу побитните се континуирана надградба и управување на интегрираниот здравствен информатички систем Мој термин со нови функции и модули. Мој термин преминува во управа за водење на електронско здравство. Имено со одлука на владата формирана е управа за електронско здравство како посебен орган во состав на Министерството за здравство, која ќе има повеќе надлежности. Ова денеска го истакна Милана Ризанковски, проект менаџер на Националниот систем за електронски евиденции во здравството Мој термин. Користејќи ги податоците од системот, управата ќе изготвува и други детални анализи кои покрај државните институции може да ги користат и други корисници. Значи, управата ќе формира собствен аналитички центар преку кој ќе се изготвуваат детални извештаи по различни параметри и по желба на корисникот. Така да, например, корисниците ќе можат да креираат своји медицински анализи. Податоците од Мој термин покажуваат дека годинава бројот на реализирани рецепти изнесува 17.720.518, што е 10% изголемување во споредба со истиот период минатата година. Во текот на годината во аптеките низ Македонија биле подигнати 1.600.000 лекови повеќе од лани. И понатаму најмногу се издава терапија за притисок и смирување. Од почетокот на 2015 до сега на лекар се јавиле близу 1,5 милиони пациенти, а биле креирани над 5,5 милиони упати. Ова е само дел од статистиката со која располага новата управа за електронско здравство. Паралелно со статистиката, управата постојано го надградува и електронскиот здравствен картон на пациентот. Во него прецизно се евидентира секој преглед, подигнат лек, операција, контрола и лабораториски анализи. И се разбира, секој пациент доколку сака може да има увид во овие податоци. Со планираните надградби кои треба да се извршат во наредниот период, електронскиот здравствен картон ќе се надополни со податоци кои можат да бидат прочитани од специјалисти, без потреба пациентот да треба да патува во друг град за читање на резултатите и други медицински извештаи. Во мултикултурниот центар во Кочани во тек е наградување на најуспешните ликовни и литературни творби на учениците од основните училишта од Кочани, по конкурсот што го распиша Општина Кочани во рамки на манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз. Во рамки на Деновите на оризот и Европските денови на културата, во етно куќата во Кочани беше отворена изложба на фотографии наградени на меѓународниот конкурс за фотографија од културното наследство. Во рамките на Европските денови на културното наследство 2015 во етно куќата во Кочани е отворена изложба на фотографии наградени на меѓународниот конкурс за фотографија од културното наследство. Изложбата е реализирана во соработка со Археолошкиот музеј на Македонија и на неа се поставени 30 на фотографии од 16 различни земји, учесници на конкурсот. Меѓу нив се и двете наградени фотографии од Македонија, од кој едната е на ученикот од втора година од Техничкото училиште од Кочани, Теодор Ајтовски. Денес е отварањето на изложбата на наградени фотографии за 2014 година на конкурсот кој што беше распишан од страна на Музеј на Македонија во состав на манифестацијата Европски денови на културно наследство и на неа се представени фотографии од 16 различни земји, меѓу кои и две фотографии од Македонија. Меѓутоа една од фотографиите е од
ученик кој што потекнува од Кочани, а темата беше рурално културно наследство. На фотографијата е представен еден од браќата од триото Стојанови, Ристо Стојанов, кој што е облечен во оригинална машка носија од Осоговијето, односно од Ново село, од каде што и потекнува тој. И на тој начин и само преку фотографијата, меѓутоа и по неговото творештво кое го оставил за идните поколенија, снимените касети со извор на народна музика, се покажува негувањето на руралното културно наследство во нашиот регион. Европските денови на културното наследство со повеќе содржини во Кочани се одбележуваат од 2005 година и имаат забележителни резултати. Манифестацијата Европски денови на културно наследство се одбележува секоја последна недела во месец септември и во Македонија се практикува од 1996 година. Кочани се приклучува некаде од 2005 година па наваму, континуирано со одредена своја манифестација, со отворање на вратите за посетители за изложбите, за посетување на археолошки наоѓалишта и други културни настани. Инаку, самата манифестација започнува 1991 година на иницијатива на Советот на Европа и со поддршка на Европската Унија, а главната цел е за да може повеќе да се популаризира и да се обидат луѓето да го заштитуваат заедничкото европско културно наследство. Изложбата финансиски е поддржана од Министерството за култура и ќе биде отворена во наредните 10 дена како дел од содржините во програмата на меѓународната манифестација Денови на Кочанскиот турист, кој се одржува во Кочани. Во Виница во тек е потпишување на договорите за програмата за зачувување на природата во Македонија. Потпишувањето на договорите означува старт на спроведувањето на одбраните проекти за примена на еколошки практики во Брегалничкиот регион. Кочани се подготвува за традиционалниот октомвриски панаѓур. Во тек е огласот за заинтересираните правни субјекти за организирање на панаѓурот, кој годинава ќе се одржи од 21 до 25 октомври. Почетна цена за организаторот е 650.000 денари. Во тек е огласот за сите заинтересирани правни субјекти кои сакаат да се пријават за учество на правото за организирање на традиционалниот кочански панаѓур. Почетната цена на лицитацијата за отстапување на правото за организирање е 650.000 денари. Учесниците не треба да имаат никакви финансиски обврски кон комуналното јавно претпријатие Водовод и претходно да уплатат 10% од почетната цена. Минималниот праг на надавањето изнесува 5.000 денари. Учесниците не треба да имаат никакви финансиски обврски кон комуналното јавно претпријатие Водовод и претходно да уплатат 10% од почетната цена. Минималниот праг на надавањето изнесува 5.000 денари. На излицитираната сума, закупецот ќе има обврска да плати ДДВ како и уште 50.000 денари на име депозит за потрошената електрична енергија. Двете суми се уплаќаат на денот на лицитацијата или најдоцна наредниот ден. Ова се условите за учество. Субјектот кој ќе понуди највисока цена ќе се стекне со правото да го издава просторот на локацијата на улицата Скопска. Доколку на лицитацијата не се пријават заинтересирани лица или пак истата биде неуспешна, тогаш организирањето на панаѓурот ќе го преземе комуналното претпријатие. Годинава се најавува дека традиционалниот кочански панаѓур ќе се одржи од 21 до 25 октомври. Почнаа подготвителни активности за асфалтирање на пристапен пат до еврејските гробишта во Штип. Должината на пристапот е околу 250 метри, а вредноста на инвестицијата е 820.000 денари. Се работи за проект кој е резултат на меморандум за соработка со еврејската заедница, според кој локалната самоуправа ќе го уреди пристапот, а еврејската заедница со поддршка на амбасадата на Израел ќе ги уреди гробиштата. Инаку заврши тендерот за асфалтирање на улицата Тодор Чучков, а во тек се тендерските постапки за улици во Варсаково, Долани и Суво Грло, кои се аплицирани до Агенцијата за финансиска поддршка на руралниот развој и до село Трогерци, преку источниот плански регион.
Утре во период од 9 до 15 часот во управата на јавното претпријатие ИСАР ќе има крводарителска акција. Акцијата ја организираат Општинскиот Црвен крст и Институтот за трансфузиона медицина. Крводарителите кои имаат потреба од биохемиска анализа на крвта на утрешната акција треба да отидат гладни. Денес, според православниот календар, се слават светите маченички Вера, Надеж и Љубов и нивната мајка Софија. Црквата на овој ден се сеќава на животот и мачеништвото на 4 римјанки, кои пострадаа од римските власти заради верата во Исус. Овој празник верниците го доживуваат како празник на највозвишените човечки чувства. Афганистанските безбедносни сили почнаа операција за преземање на северниот град Кундус од талибанските борци. Председателот Гани изјави дека безбедносните сили ги преземаат владините згради, додавајќи дека засилувања, вклучувајќи и специјални сили и командоси се во тој регион или се на пат за таму. Министерството за одбрана пак соопшти дека владините сили го зазеле градскиот затвор и полицискиот штаб од талибанските борци. Представници на Русија, Украина и на Организацијата за безбедност и соработка во Европа ОПСЕ синоќа во Минск постигнаа договор за повлекување на оружјето со калибар под 100 мм од линијата на фронтот. Договорот е постигнат во Париз при средба на лидерите на така наречената нормандиска група. Повлекувањето на оружјето ќе почне на 2 октомври и ќе се одвива во 2 етапи. Лидерите на двете сепаратистички области до четврток треба да го потпишат документот со кој се предвидува повлекување на оружјето под 100 мм на 15 км од линијата на фронтот. Српската мисија во Обединетите нации во договор со шефот на дипломатијата Ивица Дачик упати протест на нота до Обединетите нации поради присуството на представници на Косово на собирот за борбата против тероризмот, што го организира Асад. Во Обединетите нации пак истакнуваат дека тоа е приватен состанок кој го организира Асад и поради тоа Косово било третирано како независна држава. Македонскиот ракометен првак Вардар е нов лидер во СЕХА лигата со максимален учинок по 4 надпревари. Победата против Татран Прешов вчера вечер во Јане Сандански со резултат 39-31 го израдува и тренерот на црвено-црните Раул Гонзалес, кој за оваа средба реши да одмори дел од првотимците. Голманот на Вардар Страхиња Милич по мечот изјави дека сите работи кои ги договориле пред мечот ги испочитувале и затоа на крајот успеале да победат. Следен предизвик за Вардар е гостувањето кај Кристијан Штад, закажано за внедела, а надпреварот е дел од третото коло од групата Б од Лигата на шампионите. Организаторите на Олимписките игри во Токио предложија 5 нови спортови да бидат вброени во програмата на игрите 2020 година. Првиот филтер го минаа бейсбол и софтбол, карате, скейтбординг, спортско планинарење и сурфинг. Препорака на организаторите на игрите во Токио за прием на новите спортови ќе биде представена на Меѓународниот олимписки комитет, кој конечната одлука ќе ја донесе во Рио де Жанеиро во август 2016 година. Доколку предлогот биде усвоен и 5 спортови се бројат во програмата, тоа ќе значи дека во Токио ќе се најдат 474 дополнителни спортисти. Шпанскиот голман и член на Порто Икер Касилјас е новиот рекордер по број на настапи во фудбалската лига на шампиони. Тој на синоќешниот дуел со Челси го запиша својот 152 настап во елитното надпреварување. Касилјас рекордот го прослави со победа на Челси од 2:1. 34 годишниот шпански репрезентативец професионалната кариера ја започна на 17 годишна возраст во Реал Мадрид, каде остана се до крајот на минатата сезона кога се пресели во Порто. За Реал има забележано 510 настапи, а за шпанската репрезентација 163. Ова е се во Пладневните вести. Повеќе за денешните случувања гледајте во Дневникот во 16:30. До тогаш пријатен ден.